Благодарам. Почитувам премиер. Едно време обвинувавте за споеност на државата со партијата. Вие со оваа реконструкција покажавте дека партијата ја ставате над државата. Вие, по вас најуспешниот министер за земјоделие, го носите да биде генерален секретар на партијата. Кажувате дека е успешен министерот за финансии и го менувате од министер за финансии, а пред една недела го назначите за највисокото партиско тело, член на највисокото партиско тело, извршен одбор. Тоа остана од фанфарното најавување на така наречената реконструкција, која што ја најавивте преку уметничкиот перформанс Метла, во која вие и еден друг актер бевте главни актери. Еден друг актер кој што претходно беше само изметан, нели? Господине премиер, граѓаните очекуваа квалитативни промени. Промените се сведоа на трансфери на луѓе, на министри од извршната власт во највисоките партиски тела и гол политички пазар со коалиционите партнери. Што е тоа храбра одлука што не може да ја прифати Тевдовски или било кој друг потенцијален министер од финансиската фела или воопшто никој не понудивте? Кои се тие храбри потези кои што ќе се влечат? Дали е тоа енормно задолжување за следната изборна година во кој што без критериуми ќе фрлате пари во стопанството и економијата, а кои што нема да донесат додадена вредност во економијата и во општеството, него ќе остават далекосежни последици за оваа држава? Или е тоа онаа што не можат да го премолчат и да го замижат, а што го кажа советникот на министерот за финансии, работи не за личен интерес, делење милионски тендери или не знам што беше друго. Оние кои трошат државни пари, а ништо не работат. Што станува со она од февруари што го најавувавте? Некои не знаат и не работат. Не знаат, ама се трудат, и знаат и работат. Овие двајца министри, едниот министерот за финансии, кој што и беше автор на економската програма, заменикот министер за образование ви беше автор на програмата Општество за сите, на која што се подпираше програмата на СДСМ. Денеска не се дел од владата. Од денес веќе повеќе нема да бидат дел од владата. Така? На која програма ќе се базира идното работење на СДСМ? И уште еднаш прашувам, кои се храбрите одлуки, господине Заев? Ако вие сте ги прифатиле главните поенти на економската програма, на чиј автор беше Тевдовски, покачувањето на акцизата, прогресивното оданочување и градењето на општество за сите од заменикот министер за образование, тогаш вие, ако сте биле против, ви благодарам. Тогаш да му се спротивставите. Што е тоа што Тевдовски не може Ви благодарам. во наредниот период? Што е тоа што никој неќе да го прифати во Министерството за финансии, а што вие го ставате под храбри одлуки?